Драги колешки и колеги, почитуван председателя на Македонскиот политички синдикат Кицев, почитуван председателя на Европскиот совет на синдикати, господин Валадас, почитувани гости председатели на синдикатите од регионот, почитувани присутни дами и господа. Традицијата на одржување на спортскиот дух, на здравата компетиција, запознавањето, другарувањето се вредности кои што и те како се важни, а особено кога се работи за професија како што е полициската, професија со што има посебен и можне висок степен на одговорност, кој пак произлегува од специфичноста на законските и на другите надлежности кои што сите вие ги применувате. Отаво верувам дека овој синдикален настан, односно овие сега веќе јубилејни 20 синдикални игри и средби, што традиционално ги организира Македонскиот политички синдикат, ги демонстрираат токму таквите вредности, представувајќи извонредна прилика за дополнително професионално зближување и запознавање на луѓето, како и можност за бројни размена на искуства, што секако може да бидат само од полза на синдикалното организирање и на професионалното работење. При тоа незаобиколно е да се има предвид дека мотивационите фактори, физичката кондиција се едни од поважните атрибути што треба да се одржуваат и да се надградуваат во полициската служба, и тука ние како министерство сме практично на исто стојалиште како и нашите колеги од синдикатот. А меѓу другото, овие традиционални спортски синдикални игри го манифестираат и овој карактер. Исто така, она што особено импонира е фактот што од година во година бројот на гости и учесници, посебно од партнерските синдикати од Европа, се зголемува, што секако е уште еден показател за етаблираноста на Македонскиот политички синдикат и на овој настан во меѓународниот календар на синдикалните политички организации и настани. Како раководство на Министерството за внатрешни работи, од самиот старт на мандатот го зацртавме партнерството со синдикатот како врвен приоритет на стратешко ниво. Заедно работејќи под мотото опремена полиција, задоволни граѓани. За резултатите, меѓу другото, се видливи во сите 76 реконструирани објекти на МВР ширум државата, во кои имплементиравме мерки за енергетска ефикасност, инвестиравме над 10 милиони евра во нови униформи за секоја организациона единица и секогаш во диалог со вработените одговараме на нивните потреби. Редовно се исплатуваат бонус платите, 3 пати е зголемена платата на вработените во 2018, 2019 и оваа година 2022. Започнувајќи од овој месец 5% повеќе ќе добијат на својата плата секој кој што работи во Министерството за внатрешни работи. Успеавме во нашата цел да имаме мотивирани колеги, задоволни и горди што се дел од оваа институција како што е Министерството за внатрешни работи, а веќе заедно со синдикатот разговараме и јас во владата овие зголемувања на плати да продолжат и во наредните години. Организаторите на синдикалните игри успеа да воспостават една кредибилна традиција која што има јасна тенденција да продолжи да биде квалитетен меѓународен спортски и синдикален хепенинг, во рамки на кој што секогаш се наоѓаат и дополнителни форми за квалитетно збогатување на тоа заедничко дружење, односно комуникација во интерес на полициската професија и на луѓето кои што ја извршуваат. Ги прогласувам овие 20 игри за отворени, посакувајќи им успех и добри резултати на сите учесници на спортските игри, со увереност дека оваа убава традиција и натаму во иднина ќе добие уште повеќе на квалитет, на бројност и на меѓународен карактер. А сите припадници на македонската полиција им посакувам многу здравје, среќа и многу заеднички успеси. Ви благодарам.